Почитувани присутни, најпрво сакам да ве замолам за почитување на мерките, да се обидеме секој еден од друг, барем на 1,5 метар да бидеме оддалечени. Ви благодарам. Почитувани присутни, добар ден. 29 години независност, 29 години борба за признавање, за докажување, за градење независна држава. Овие 29 години покажаа една работа, а тоа е дека граѓаните на оваа држава се истрајни и дека не се откажуваат никогаш. Овие 29 години покажаа дека навистина сме како пиреј, упорни во тврдоглавост и никогаш нема да дозволиме да исчезнеме. Нашите писатели Петре М. Андреевски и Славко Јановски, преку своите романи Пиреј и тврдоглави, ја покажале истрајноста на македонскиот народ и на граѓаните кои што живеат на овие простори. Нивните наслови ја илустрираат нашата желба за обстанок, за развој, за непоколебливост. Што ли не преживеавме како држава, колку негирања, колку судири, колку неуспешни обиди да направиме големи скокови, за да сватиме дека токму истрајноста не носи на вистинскиот пат, на пат на создавање држава за пример во регионот. Држава која потикнува соживот, држава која гордо ги представува различностите. Различни етникуми, култури, традиции, еден цел спектар на бои кои ги представуваат секој граѓанин поединечно и при тоа не учи на прифаќање на различностите, држава во која секој еден вреди, секоја единка и секој човек вреди. Пример за мултиетничност. Овие години на растење на државата ги покажаа сите наши силни страни. Знаеме да учиме на грешките и знаеме да се исправиме по секој пораз, но и да ја прославиме секоја заедничка победа. Силата на една држава се гледа во лицата на своите граѓани, во нивната насмевка, солзите или нивната рамнодушност, во желбата да се борат и да опстојат за независно од сето она што се случува околу нив. Во желбата да се вратат во родната земја, ако отишле на печалба, во желба да вложат во земјата и да продолжат да живеат овде. Зборуваме дека младите заминуваат, но забораваме дека решението е во нас самите да се спречи тоа. Ако се обидеме сите заедно да направиме подобар живот за сите нас, нема да има причина за заминување. Ние покажаме дека можеме да ги менуваме работите на подобро. За нас, за нашите деца, за младите кои се иднина на оваа земја, за генерациите кои доаѓаат. За наше Куманово, Македонија веќе се гради во држава која дава шанса за сите подеднакво. Кога ќе се вратам наназад, можам да кажам дека сум и јас еден од тие сретните луѓе и генерации што паметат како беше прогласувањето на независноста на државата. Генерациите што паметат и како беше пред тоа, како се развиваше независноста и како е денеска. Но затоа пак новите генерации се оние сретните што ќе ја создаваат иднината на нашата заедничка земја. Не знам каков свет не чека во развојот на технологијата, но знам дека младите имаат поголемо чувство за праведност или неправедност. Нешто што за нас постарите понекогаш недостига. И тоа се гледа во секојдневниот живот, а мора да се поправи. Секој да одговара за стореното, секој да биде свој на своето и секој да помага таму кај што може. Куманово како столб на непоколебливата борба за независност, како град кај што пукна првата пушка, е пример како се градеше оваа држава. Преживеа се во годините како што се развиваше државата и сепак повторно порасна и како град, а и ние како граѓани. Граѓаните на Куманово гордо ги прифатија различностите. Пред се, затоа што сите ние сме луѓе. Македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и сите останати кои што живеат на овие простори. Секој еден етникум пресликува една боја. Боите кои ја градат Македонија, но и боите на Куманово, боите кои што значат живот за сите нас. Низ годините наназад, заедно во сплотеноста и желбата за подобро утре, ги издигнавме темелите на нашето Куманово. Покажавме истрајност, трпеливост и стремеж за Куманово,
кој ќе биде дом за секој еден граѓанин. Фер општество за сите. Посакувано место да се живее овде. Пример за Македонија и сите заедно успеавме во тоа. Покажавме дека кога сакаме, ние можеме. Денеска сме општина без долгови. Општина каде што сожителството на етничките заедници е пример не само во Македонија, туку во регионот. Општина во која градиме устови за сигурен и безбеден живот, нудиме перспективи, општина каде што уште се помага кога некому му е потребна помош, затоа што подадената рака не се суши. Тоа најдобро го знаат нашите сограѓани. Со еден збор, Куманово е Македонија во мало. Наша должност е да продолжиме по овој пат, да дадеме шанса на секој граѓанин, но пред се да им дадеме шанса на младите да го продолжат онаа што ние и претходниците пред нас го започна. Токму затоа ги повикувам младите уште поактивно да се вклучат во креирањето на политиките и општественото живење во Куманово и во нашата држава. Да делуваат во општеството, да бидат гласни, горди, да се борат за нивните соништа, да бидат иновативни, со идејни креативни решенија, да бараат можности да работат на себе, да бидат своји на своето. Наше е да го слушнеме нивниот глас, нивните идеи и заеднички да креираме сегашност и иднина. Искористете ја шансата која ви се нуди, затоа што вие сте тие за кои посветено работиме. Вие сте тие кои ќе живеете во таа заедничка изградена држава и ќе креирате сите заедно заедничка иднина. Ова е градот на непокорот, истрајноста и соживотот. Градот каде тогаш пред години започна да зрее свеста и желба за независноста, а каде денеска се живеат сите придобивки на таа борба. Затоа денеска, заедно со сите граѓани на Македонија, го славиме денот на нашата независност. Нека ни е честит 8 септември, нека ни е честита и вечна истрајноста и непоколебливоста што не доведе до овде, до денешниот празник. Нека ни е вечна Македонија и да сте живи и здрави сите.